Почитувани гледачи, добар ден. Добредојавте во 10-то издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. Знаете дека тука и само тука ќе слушнете многу ставови што скоро па и никаде нема да ги слушнете, заради тоа што тука имаме слобода на говор. Денеска ни е гостин нашиот добар и познат соговорник и соработник Јорго Огненовски, председател на политичката партија Демократи. Добре дојдовте и чувствувате се како дома, како што и секогаш умам да ви спомнам. Благодарам за поканата. Повторно секогаш се чувствувам прекрасно на подкастот Демократски импулс. И вие како водите. Ви благодарам. Првото прашање, најновата тема е сега, моментално, инаугурацијата на Доналд Трамп, староновиот председател на Америка. Кажете ми, многу голема фама се крена околу се ова кај нас од причина што нашиот премиер беше поканет или не поканет, или плати или не ли плати, се крена голема фама, не знаеме тоа точно што се случи. Што мислите вие околу се ова? Дали е добро што нашиот премиер е таму, или треба да се фатиме дали е поканет, дали не е, дали платил или не платил? Видете, добро е кој да е премиерот да оди по светот, да разговара со видни личности, луѓето од политика и се разбира од бизнисот, единствено затоа што така се воспоставуваат односи помеѓу Македонија и другите држави. Конкретниот случај за премиерот Мицковски што беше добро да оди и тој разговараше со видни личности, се разбира за доброто, за можност за инвестиции, соработка со едините американски држави и Македонија. Тоа е добра работа и тоа треба да го прави премиерот, тоа треба да го прави владата, мислам членови од владата, се разбира министерствата, бидејќи со дома седење не можем ништо да постигнем. Но проблемот испадна и ова цела фама што се дигна и дека ДПМН, не велам ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО е акроним и треба да си припадни во музеј и не заслужува партија да го носи тоа име, како и ниедна партија од Македонија не заслужува да го носи името ВМРО, бидејќи за жал овие партии се недостојни да го носат името и повеќето од нив се криминални структури, но тоа е да го оставам настрана, да се концентрирам на прашањето е дека тие изјави дека тој бил единствениот од Македонија што бил поканет од председателот Доналд Трамп. Тоа е невистина, бидејќи единствениот на Балканот. Да, председателот Доналд Трамп не го има поканато премиерот Мицковски, но тие да се поштедат од ова глупост како што беа нападнати, се извинувам, како што беа нападнати, требаше само да кажат дека ние одиме да искористиме ова можност за да се стретнеме со бизнисмени, со политичари, кои што ќе бидат дел од владата на председателот Трамп и ќе немаше вакви проблеми. Знаете, кога лажеш, тоа се открива. Значи, лагата кај одредена група на луѓе, па и тука и кај премиерот Мицковски, ДПМН е на власт, со владата, поточно кажам, на влени, знам, тие се тешки на некој начин манипулатори, нон-стоп се служат со лаги, со измами, за жал. Инаку, не би сакал повеќе да коментирам на оваа тема, бидејќи е непотребна, но сакам да искористам приликата и да му честитам на председателот Доналд Трамп, бидејќи стана председател на Соединетите американски држави, и таа промена и светот гледаме повеќе возбуден што ќе се случи понатаму, мене тоа ми се допаѓа бидејќи настанаа промени. Само да ве надополнам кога сме околу се ова, а тоа е дека оваа година, тоест овие председателски избори во Америка, председателот Доналд Трамп направи еден своевиден исклучок и феномен би го нарекол тоа, а тоа е дека за прв пат во историјата на Америка лично он, го покани кинескиот премиер. Но кинескиот премиер не се појавил, го пратил свој заменик. Значи, само тој е поканет на цел овој настан, никој друг лично од председателот.
Доналд Трамп? Видите, не можам да кажам со сигурност, јас не сум запознаен дали кој кого точно покани, но знам со сигурност дека Мицковски не беше поканет и затоа реков дека таа негова група на луѓе, тие министри, градоначалници, кои што се моментално на власт, од партијата ДПМН, почнаа да лажат, да промовираат пред 2-3 недели дека тој е единствениот премиер поканат од Балкан, од Европа и така Толку бил натаму. Мицковски поканат, тогаш значи ќе биде втор после кинескиот премиер, но не изјави такво нешто председателот. Сигурно не бил поканат и мислам дека кажав во претходниот разговор, но да ја завршам мислата, мислам дека ова е добро и за светот и за Америка, скратано да кажувам, бидејќи мене ми е подобро да кажувам Америка него Соединетите Американски држави, и така и американците викаат Америка, Америка, Америка. И Да, и така вие сте натаму. американски државјанин, меѓу другото. Да, сум амерички државјанин, живеа повеќе од 30 години, се разбира, имам огромно искуство стекнато од Америка, но најважно сега што е, промените јас ги гледам, затоа светот е возбуден и мислам за Америка ќе биде добро и му посакувам на председателот Доналд Трамп да ја води Америка и економски и во секој поглед, во напредок, а и се разбира светот. И ми се допадна кај председателот Доналд Трамп, што кажа дека тој ќе биде човек кој што ќе се бори за мир. Наместо војни, бидејќи гледате што ни се случува во светот, имаме војни, луѓе гинат непотребно, стотици и стотици милиони луѓе имаат во последните 10-20 години изгинато во овие војни, никој фактички пак ќе се смират, никој не добива ништо, само ете некогаш за жал владите на одредени држави ќе пројават неразумност и креираат војни. Пак ќе кажам дека е ова добро и затоа кај нас во Македонија треба да настанат промени, бидејќи овие промени светот го движат напред. Не може една иста партија со години како кај нас што се овие три партии СДС, ДПМН, ДУИ, кои што нонстоп, значи ја уништуваат, ја разнебитуваат, ја плачкаат Македонија. Све уништија во овие 33 години, бидејќи на дело имаме 33 години нонстоп пропаѓаме. Некој викаме ништо не се менува. Не е точно. Се менува, одиме надолу, пропаѓаме, ја што викам Значи се менува на полош. На полошо нормално секојдневно, бидејќи во Македонија да го решиме проблемот, број еден е, две работи треба да решиш, да го уништиш криминало, политички, стопански криминал, мито, корупција, тоа мора да се уништи максимално и да развиеш светска врвна економија. Без светска врвна економија нема кај да ги вработуваш луѓето, треба да креираш вработување, да градиш фирми, фабрики, тоа секогаш го кажувам, тоа е вистината. Ние треба да имаме иноватори, научници, а не доктори на науки, секој еден стана веќе скоро доктор на науки, катастрофа. Ќе разговараме и на тоа прашање, тоа е многу така едно чувствително прашање во нашето општество. Слободно може да се напиете вода. Спомнавте војни, дали Америка, кога веќе зборуваме за Америка и за председателот, староновиот председател Доналд Трамп, дали Америка чувствувате дека има и сила, моќ и желба и волја да ја прекине војната во Украина? Сигурно дека има волја и желба, поготово сега новиот председател Трамп изјави дека се ќе направи да ја прекине војната и да промовира мир во свет. И тоа е најважно, бидејќи никој, како што кажав, не добива и нема победник во војните, напротив, само имаме загуби на човечки живот и катастрофа е тоа, се разбира економски, во секој поглед ние пропаѓаме. Значи мирот ни е најважен да го имаме во светот, Америка тоа може да го постигне, е супер велесила и јас се молам секојдневно да постои мир во светот и војната што побрзо да заврши во Украина. Господин Јорго, председател Зеленски излегува и кажува како ние бевме изважани од НАТО. Јавно тоа беше пред неколку дена повторно, по 100 пат би го кажал тоа. Ние бевме изважани од НАТО, демек да знаевме што се ќе се случи, немаше ни да прифатиме нешто вакво. Што мислите вие, дали е тоа вистина, дали можеби НАТО изигра една игра на ни риба, ни девојка, што би кажале?
Видете, НАТО е светска организација која што си има своја политика. И во зависност од ситуацијата некојаш и она што можда ќе го каже го менува, бидејќи да животот е таков. Некојаш кажуваш вака, ама за година, 2, 3, 5 работите се менуваат и мораш да промениш, правецот да го промениш, за да направиш промени како ние 33 години слепо гласаме за исти криминалци, исти идиоти, и ова ни се случува, затоа земјата ни пропаѓа. Значи, Зеленски што кажува, тоа е негово право тој тоа да го кажува и јас немам против неговото мислење, но еве гледам дека председателот на НАТО вели ние нема да дозволиме Русија да ни наметнува услови да не влези Украина во НАТО. Така да не се знае, тоа може да се промени. Зеленски нормално е под притисок, таму веќе 3 години изгинаа стотици Руси и украинци, а Украина пола е скоро уништена и не е добро ни за Русија, ни за Украина, и затоа велам, јас се молам секојдневно да завладее мир и да се среди тој проблем. Америка може да помогне многу и се разбира и други држави. Ја спомнавте Америка. Кажете ми, што мислите вие околу Крис Павловски? Крис Павловски, македонец по потекло од Македонија, мислам дека е роден во Америка. Значи, наш човек од тука, по потекло, негови двајца негови партнери од неговата компанија, како што е спомнато, се во најновата постава на Доналд Трамп. Едниот е министар за трговија, а другиот е шеф на разузнавањето на Доналд Трамп. Дали ние, како Македонија, добиваме нешто со сево ова или можеби ништо? Па видете, шо мислам, се извинувам, јас сум малце настина. Шо мислам за Крис Павловски? Па сигурно мислам најдобро. Затоа што е добро што потекнува од македонска фамилија, роден е во Америка и нормално државјанин е. Тој ја формира компанијата Rumble. Значи Rumble е слично како на YouTube, на Facebook, и е успешен бизнисмен и може да ни помогне доста. Затоа и премиерот Мицковски со него разговараше и Крис Павловски, господино, го има представено и го има запознаено премиерот со повеќе луѓе кои што си политичари и бизнисмени. И за мене има повеќе во Соединетите Американски држави, значи бизнисмени со потекло македонско или од други, да кажам, народи како што се турци, албанци, роми, кои што мислам од Македонија, кои што живеат таму и се успешни бизнисмени, можат многу да помогнат. И јас само едно би му кажал на Крис Павловски, благодарам што се залага за Македонија да направи нешто добро, а се разбира неговата конекција со новиот председател Доналд Трамп, тие се блиски и може многу да помогне. Вие имате своевидно големо искуство, 30 години, околу 30 години искуство со живење и со бизнис во Америка. Сте имале ваши 3 компании таму, ако не се лажам. Што мислите вие со вашето искуство, што би направиле тука за конечно нашата држава да најде еден правец, што би кажале да не оди само надоле како што спомнавте вие, има ли надеж за нашава држава да се спаси? Што би сториле вие? Јас во Америка имав 2 филмски компании за производство на долгометражни филмови, не 3, али тоа не е битно. Јас единствено мислам, бидејќи како човек кој што има искуство во Америка, има свој компании, а исто се разбира, доста имам познавање од берзата по долго време и ден денес инвестирам и работам на берзата, пратам цела оваа ситуација, кои индустрии одат напред, кои индустрии се одат надолу, кои пропаѓаат фирми и така натаму. Значи, ние можеме многу да направиме за Македонија. Единствен спас за Македонија е да се развие една врвна европска светска економија. Тоа значи финансирање, огромна сума на пари секоја година. Јас како демократ спомнувам секојаш, ние треба да делуваме секоја година по 2 милиарди долари. Тие пари додат исклучиво за капитални проекти. Капитални проекти се единствено проекти како фирми, фабрики
и така натаму, електроцентрали за производство на струја. Бидејќи ние не само што ќе ги инвестираме тие пари во економијата, ќе произведуваме нешто, дали е струја, дали е, се извинам, дали се други производи, ние можеме тие производи после да ги продаваме. А ако се работи за струја, секако ние употребуваме струја, увезуваме по некоја скапа цена, ова ќе биде наше производство, ќе биде поевтино и така натаму и сите други производи. Значи не постои земја во светот. Не постои земја во светот што оди напред, а нема свое производство. И производство не е само да произведуваш коли или да произведуваш храна. Производство е исто да изфрлуваш преко образование врвни стручњаци, научници и иноватори. Кој што ќе денес без технологија, нема напредок. Ние имаме паметни луѓе овде, ама нашата власт, ова, претходната и овие 33 години, наместо да ги инвестираат парите, стотици милиони евра, во луѓе кои што можат да измислат нешто, нови иновации, преку нови иновации гледате што се случува. Во Америка од 50 најголеми држави во светот, 49 се наоѓаат во Америка. Значи, почувајќи од Microsoft, Google и други така натаму. Значи, без производство нема, значи огромна сума на пари, по 2 милиарди евра, наредни 10, 15, 20 години да се инвестира и се разбира да имаме соработка со сите земји во светот, кои што економска, трговска и така натаму, и да креираме нови вработувања, не во јавнијата администрација, треба да се намалат негде 70%, полека, не одеднаш да ги избркаш луѓето. Тоа не е решение, значи има начини како луѓето се пензионираат, луѓето се префрлуваат од, пример, од администрација во тие фабрики, производствени погони и така натаму, во земјоделие. Значи, кога зборувам во секој можен поглед, па и за туризма. Ние мора да инвестираме. Ние не можеме без пари да креираме, не знам што е, пример, ќе земам Преспанското езеро, уништено, упропастено затоа што нема инвестиции. Штета што ние имаме толку многу туризама, буквално ништо не правиме за нашиот туризам. Па не правиме затоа што државата не инвестира, затоа што државата, луѓето што ја водат владата, не ја само ова влада и претходните, Так. не сака да седнат и секојдневно да работат, не само да привлече странски инвестиции, туку и овие кредити што земаме, наместо да ги дават на неспособни градоначалници и советници, да ги финансираат општините за некои си идиотски тротоарчина и некои улици, ние и се разбира да ги даваат парите на нивните поддржувачи фирми, газди на тие фирми, кои што еве му даваат скоро 1,95 интерес. Тоа е катастрофа, а земаш кредит, пример, со 3,5% и ние разликата ќе ја плаќаме. Значи, нашата инвестиција треба да биде директна во производствени погони, фабрики. И само така ќе одиме напред и никако друг начин. И затоа велам ова што го правиме ние да сме власт, тоа ќе го направиме.